Добро утро, повтор пат Бранко. Токму така се вклучуваме од основното општинско училиште Љубен Лапе и би рекла дека има навистина одлична атмосфера. Пред кратко ја слушнавме и химната како пречак на сите ученици, а и родители кои што доаѓаат денеска на првиот училишен ден. Така што разговаравте и вие во студио за предизвиците, па и јас ќе дознам каква е состојбата од директорката Фоника Станоева и за предизвиците, меѓутоа и за задоволството што го носи секој 1 септември, во случајот 2 септември. Добро дојдовте во Македонија наутро. Добро најдов, поздрав до вашите гледачи, посакувам среќна, лесна учебна година, успех на сите ученици, а посебно на првачињата кои што прв пат ќе почнат со нивното образование. Да, Љубен Лапе годинава пречекува 160, мислам 180 првачиња, што е навистина импозантна бројка, па предпоставувам дека овие подготовки се токму за нив. Како ќе започне денот за првачињата? Така, основното училиште Љубен Лапе годинава има најмногу првачиња во општина Аеродром, тоа се 180 на број, и овие столчиња што се позади нас се токму за нивниот пречек. Денеска во 9 часот имаме свечен прием на првачињата. Се надевам дека ќе поминеме одлично, тие секако се и возбудени и среќни, родителите уште повеќе, меѓутоа и нас како вработени во ово училиште, посебно јас како директор, нормално не ми е сеедно, бидејќи се работи за голем број на првачиња и имам обврска да ја оправдам довербата на родителите и на учениците што токму го одбра ова училиште. Тука се и останатите ученици и другите одделенија, па еве да се разговараше и во студио за тоа колкав е предизвикот да се започне оваа учебна година и во однос на учебниците, дали веќе вие ги добивте, дали учениците на време ќе ги добијат? Оваа година за прв пат се она што треба да стигне пред почетокот на учебната година е стигнато, зборувам посебно за учебниците, што значи дека сите ученици веќе од денеска преку своите класни одделенски раководители ќе ги добијат комплетите. Драго ми е што вака подготвени ја пречекавме учебнава година. Предизвиците во образованието се секогаш такви какви што се, меѓутоа очекувам дека навистина ќе бидат сега позитивни. Веќе ја гледаме реакцијата и ке родителите и ке вработените. Подготвени сме со се она што ни е потребно за почеток на учебната, пред се за учебници, а потоа и се понатака од наставен кадар, од организација на работа, така да се еврат. Повторно пречекувате голем број првачиња кои што за прв пат ќе дојдат во училиште и ќе бидат 9 години дел од Љубен Лапе, така што ние и во јуни оваа година бевме тука кога ги испраќавте 9 одделенците, па во однос на тие бројки и сега ова што е како за септември нова учебна година, некако сите зборуваат дека има тренд на опаѓање на бројот на учениците, меѓутоа во ова училиште не е случај, па вкупно колку ученици ќе бидат дел од оваа училишна година тука? Во ова училиште ќе учат вкупно 1335 ученика. Нас лани ми бевте гости, знаете како е, лани ми заминаа 4 паралелки, тоа е последната генерација со 102-30 ученика. Веќе се сите генерации со по 6 паралелки. Жално е што трендот на опаѓање на ученици, да речеме, се забележува скоро во сите делови од Република Македонија, меѓутоа во општина Аеродром како една од погустите населби со повеќе младо население, тоа не е предизвик, ние имаме друг предизвик. Имаме недостаток од простор, бидејќи имаме голем број на првачиња. Јас посакувам секаде во Македонија да биде така. Секаде училиштата да бидат полни и да се мислиме каде ќе ги сместиме првачињата и во кои простори. Ви благодарам многу, господја Фоника, што успеавте да не пречекате на првиот училишен ден и меѓу сите обврски кои што се за денес да издвоите време и да ни дадете вакви убави одговори и убави бројки како за прв училишен ден. Благодарам, чест ми е што сте и вие наши гости овдека. Се надевам ќе се гледаме во текот на учебната година. Ви благодарам уште еднаш, а тоа беше разговорот со директорката на основното училиште Љубен Лапе, така што веќе се подготвени, првачињата тука ќе ги пречекаат со свечено отварање од 9 часот. Останатите ученици се подготвени за да ја започнат и оваа учебна година, секако и наставниците. Учебниците се пристигнати, а ќе бидат и поделени и на сите ученици од различни одделенија, така што учебната година 2024-2025 може
да започне. Следното линковско вклучување ќе ни биде од основното училиште Димитар Македонски, па и од таму ќе ја пренесеме целосната атмосфера и слика.